Почитувани сограѓани, после цели 47 години, Прилеп добива нов, современ мост, граден според сите стандарди, со цел во наредните децении да им служи на граѓаните на нашата општина. Истовремено, мостот на градската река на улица Трајко Николовски во голема мера ќе го растовари сообраќајот во централното градско подрачје, особено кога станува збор за товарните возила. Мостот ќе биде долг 24, а широк 22 метра. Ќе има 4 коловозни ленти, секоја од нив широка по 3,5 метри, а од двете страни ќе има пешачки и велосипедски патеки. Она што со сигурност можеме да го кажеме е дека на есен Прилеп ќе добие мост кој ќе представува гордост за секој наш сограѓанин. Почитувани, во изминатиот период се заслушавме разни дезинформации поврзани со изградбата на мостот, кој опозицијската ДПМН ги пласираше со цел да ја омаловажи оваа капитална инвестиција на локалната самоуправа и градоначалникот Јовановски. Го нарекуваа мовче, лицитираа со неговата цена на чинење. Велеа дека никогаш нема да биде изграден, дека е изборен маркетинг на СДСМ. На почетокот велеа дека ќе бил тесен, за да вчера опозицијската експертка, која од мостови патишта разбира само печалење пари од патарини, се пожали дека мостот бил премногу широк. Меѓутоа, од функционери на деструктивната партија како ДПМН ништо друго и ништо добро не може да се очекува. Ефектите од работа на локалната власт, предводена од градоначалникот Јовановски, како и одлуките на мнозинството од Советот на чело со Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, се видливи како никогаш порано. Градежната офанзива е присутна во секоја урбана заедница и во секое населено место во општина Прилеп. Ветувањата кои им ги дававме на граѓаните ќе бидат исполнети до последното. Булеварот Гоце Делчев, градскиот стадион, мостот, новата градинка и покрајниот базен. За нас дадениот збор важи. Мицкоски и ВМРО ДПМН остануваат заглавени во деструктивните политики на нивниот ментор, унгарскиот бегалец Груевски, што се потврди со нивното несување дури и во време на пандемија на коронавирусот. Тие не сакаат избори и институции со полн легитимитет. Тие се против заживување на економијата и не сакаат државата да оди напред. Осамени се во нивната деструктивност и ништо не може да ги спаси од пораз на следните избори. Благодарам.